Добро вечер, почитувани, го следите најновото издание на Само вистина. Добро дојдовте. Јас сум Јана Јосифовска, а вечерва дебатираме со Габриела Илиевска од граѓанската иницијатива Поинаку. Добро вечер, добро дојдовте. За прв пат сте во Само вистина. Искрено да ви кажам, ми е драго, бидејќи сакам кога нови лица доаѓаат на дебата во емисијава. И мене ми е драго, навистина вашата емисија е гледана и многу ви сум благодарна за поканата. Фала ви штеднаш, Илјури Зимфаризи, вие не сте прв пат во Само вистина, но секогаш имате нешто ново да кажете, се разбира, очекуваме интересна дебата. Добро дојдовте и вие. Ви благодарам за покана, добро вечер за сите и до гостинката се надевам дека ќе имаме добра емисија. Да се надеваме. Илиевска е еден мал вовед. На последните локални избори бевте кандидатка за градоначалник на општина Битола, за малку не влеговте во втор круг, но претходно бевте и председателка на советот на општината, 3 мандати истеравте и како советничка. Во јавните настапи важите за личност која, ајде народски да се изразам, нема влакна на јазикот, да отворено да каже и да алармира за она што не ви се допаѓа или што според вас не е добро, какви се состојбите. Колку е тешко да сте независен, ако од друга страна, особено сега во овој период имаме јака, би ја нарекла, поларизација помеѓу големите партии? Па видете, може би зборот тешко е мал збор да се опише, бидејќи кога сте независен, вие немате еден непријател. Вие го имате цел систем на политички партии кои што се против вас, бидејќи во нашата држава имаме политичка сцена каде што не се сите исти, односно таа политичка сцена има привилегии кон оние кои што се во политичките партии и оние кои што се надвор од политичките партии. Зошто ова го велам? Бидејќи сметам дека во нашата држава крајно време е да почнеме да бараме некој нов начин на политичко делување, кое што според мене не подразбира да нема политички партии, меѓутоа мислам дека треба крајно време е политичките партии да почнат да работат, да се реформираат, односно нивниот начин на работа да го сменат. Мене она што многу ме загрижува не се само големите партии, туку ме загрижува и тоа што новоформираните партии, оние партии кои што сега се појавуваат на политичката сцена, почнуваат да наликуваат и да копираат се она што прават големите политички партии. И тука мислам дека еден од најголемите проблеми во нашата држава е тоа што парите на граѓаните во државата се користат за финансирање на политички кампањи. Ајде, нема да речам на политички партии, меѓутоа ќе речам на политички кампањи. Тоа значи, кога вие сте независен и излегувате на избори, вие излегувате сами против оние кои што ги користат вашите пари за да водат кампања платена со вашите пари против вас. Ние слободно можам да кажам дека во нашата држава имаме регистрирани фирми, така наречени партии, кои што се дел од тој законодавен дом, каде што се носат законите и кои што јас не очекувам дека самите ќе си ги скратат тие средства кои што ги добиваат или пак дека ќе го сменат тој начин на функционирање. Патот е многу тежок, меѓутоа мислам дека веќе граѓаните почнуваат да развиваат една нова свест кон тоа што значи независност, иако морам да кажам дека многу често тој поим независен се злоупотребува, бидејќи сведоци сме многу често дека некој ќе стане некаков функционер од политичка партија и после одреден период, заради своји лични интереси, пример, кажува дека е независен. Не, независни се оние кои што излегуваат на избори сами, без поддршка на политички партии и без пари од државата. Тоа е единствениот начин на независни. Меѓутоа, секако дека вие мора да најдете соработка и со политички партии кои што ќе сакаат да го сменат тој систем. Затоа велам дека крајно време политичките партии да сватат дека на овие последни локални избори граѓаните навистина свесно гласа, голем број граѓани гласаат за независни кандидати. И мислам дека колку побрзо политичките партии сватат дека треба да имаат соработка со тие представници, толку подобро ќе има, понатаму ќе има подобро влијание на политичката сцена нивната соработка. Инаку ние во овој момент сите независни, да речам, кандидати сме доживеани како натрапници
во нешто што е само на политичките партии. Да, Фаризи, дали македонскиот политички систем, ово што го спомена и Илиевска, ги дестимулира на некаков начин граѓанските иницијативи како нешто ново што треба да функционира на политичката сцена? Како го коментирате фактот што, например, активизмот често се запира можеби повеќе на локално ниво, а тешко се пробива до собранието, да речеме? Да, на локално ниво малце полесно можеби е граѓанските опции, односно независните кандидати или кандидатите што идат од помалите политички партии може да добијат некој советник во тие општини, но јас сум против тие, ајде да не кажам, независни кои се кријат позади тезгаџиските колуари, кои сакат да имат еден-двајца пратеници и после мнозинството да зависи од нив, па тие да ги условуват за лични интересни семејни. Ако тоа е поразлично, односно ако тоа е тие сакат да наметнуваат некој нов концепт во тие општини, да, тоа е добродојно, но некако ние сме навигнати од минатото, бидејќи сме излезли од еден партиски систем на плуралистички систем, ние некако особено имаме многу политички, според мене има многу политички партии во нашата држава, треба да се ограничува. Колешката соговорничката е тука, пред да дојде, односно пред да почне емисијата, дебатиравме и ми кажа колку има освоено советници, но колку има добиено гласови. Ако некоја друга политичка партија па е регистрирана во нашата држава, а на крај тој има собрано, пример, согласно законот 1000 потписи пред нотарот и се регистрира како политичка партија и со тоа начинот знаеме кој да ги земат парите од државната изборната комисија кој им дава за да финансира тие политички партии, а после кога се кандидираат, односно во национално ниво, не на локално ниво, не може да соберат повеќе од 500, 600, 200, 300 гласа или помалце 30 гласа. И сега се поставува прашањето како ги успееле да ги земат 1000 потписи од страна на граѓаните, а не успееле да земат и барем минимално толку што имаш, колку имаш потписи. Така што ова покажува дека кај нашиот систем има дефекти. Јас мислам дека треба да се смени законот, односно изборниот закон, да се касува цензусот на луѓето кои го дават потписот за да се регистрира една политичка партија. Дури мислам дека треба да се качи и цензус за да бидеш независен кандидат во општина, не само со 100 или 150 потписи, сега не знам точно како заради и па добро, но немаше толку интерес, бидејќи кога гледат дека големите ги јадат помалите, само малце луѓе се охрабриле да излеват како независни. Да, затоа прашав така што мислам дека и беше ад хок, нели беше многу брзо и како не беа спремни. Да беше спремна таа дека со 20 потписи, мислам дека тие, да не кажам тезгаџиите, ќе се спрема за да може да барем да добијат по еден советник во општините, особено таму кај е тесно, па после да има мнозинство. Но не значи дека сите граѓански опции се така наречен тезгаџи. Да, има исклучок кои вистина имат добар избор. Тоа се покажува ако една граѓанска опција, пример како вашата, нели имал раст како што ми објасневте, но има други граѓански опции кои имал може правеле бум во минатото, во сегашните локални избори буквално и падна. Исто и политички партии. Но јас мислам дека ова треба да се направи корекцијата. Ние мора да ги профилизираме политичките партии, не секој да може да излезе на тие избори, да има секаков праг на избори. Но јас мислам дека сепак ние имаме толку многу политички партии кои буквално немат ниту кадар за да може да се справат и хипотетички да ги добиват општините или да добиват пратеници кои утре ден ќе бидат дел од власта, ќе немат капацитет после да именуваат лица кои ќе управат со институциите. Тоа може да се гледа и денеска. Одредени политички партии имат проблем за да најдат клучни луѓе кои ќе раководат институциите како што ги очекуваат своите гласачи, односно граѓаните. Меѓутоа, мое мислење, знаете зашто е тоа така? Бидејќи во нашата држава ненормалното е нормално. Во нашата држава веќе е нормално кога некој ќе добие власт, а нема мнозинство и му фалат одреден број на пратеници, советници или било што за да направи мнозинство, тогаш се прави тој пазар. Значи, во нашата држава не е нормално да имаш советник или пратеник, а да не влези во некаква коалиција.
Мислам дека тука е најголемиот проблем. Ние сме соочени со проблем дека избраните лица не смеат да имат свое мислење, туку мора да се приклонат кон власта, најчесто кон власта, и при тоа кога ќе се приклонат кон власта, кога ќе се направи тој договор, се враќаме на она што вие го кажавте, значи без разлика дали таа партија која вие сте ја прифатиле како коалиционен партнер, дали има луѓе кои се способни или неспособни, таа мора да добие 5 лица кои ќе бидат директори. Тука е нашиот најголем проблем. Зошто да биде таков договорот, кога можеби некоја партија која не е во власта, има таков кадар и кој може да води некаква институција, е автоматски одстранет. Ние имаме проблем со професионализацијата на луѓето. Професионализам нема во ниедна институција во нашата држава, а нема се помалку професионализам има и кај избраните лица. Јас, јавно кажувам дека, тврдам дека дури и премиерот да излези, го земам премиерот, бидејќи тој е премиер, и предходниот нека е, и тој пред него нека е, да излези на избори без политичката партија, не знам дали ќе стане пратеник или советник или градоначалник. Значи да ја тргне настрана партијата и таа армија која работи за него и тие привилегии кои ги има од партијата. Затоа мислам дека да, дефект имаме голем, меѓутоа не мислам дека некој е спремен да седни и да го реши тој дефект. Бидејќи ние како независни групи кои што партиципираме сега на локално ниво, замислете, не сме вклучени во таа група која врши измени на изборниот законник. Ние имаме 3 изборни циклуси позади нас. Кој подобро ја познава тој пат на независните од нас? Да, колку сметате дека ќе се регулира ова со тој нов изборен законник фамозен што конечно почна на некаков начин, ајде да кажам, по-ажурно да се подготвува во Министерството за правда? Има реакции не само на Илиевска и на други некои што не се инволвирани. Сметате ли дека конечно ќе се добие вакво едно добро законско решение и околу овие неприродни коалиции само за опстанок на власта, е така да наречем? Тоа бидејќи таму кога се прави секој закон, особено изборниот закон, не само во нашата држава, другите држави низ регионот, па и поопширно, сегаш политичките партии, особено тие поголемите политички партии кои се дел од собранието, си прават калкулации. Јас мислам дека кај нас помалце е покомплицирано системот, бидејќи освен тоа што кажа колешката соговорничката, дека ние освен што имаме кадар недостаток на кадар на луѓе, а особено бидејќи кај нас и согласно уставот, нели, за одредени закони треба да има бадентер, и сега одредени политички партии го имат злоупотреба на тоа. Во минатото, тезгаджискиот систем не е познато. За еден пратеник ти буквално се идеш се договараш и добиваш министерско место, вработување, лични вработување и така натаму, па ги кријат нели ги крадат, да не кажувам, пратениците и си ценкаш тука со власта. Тоа е, значи, под секоја цел кога сакаш да ја држиш власта. Ние дополнително имаме многу проблематичен систем. Сега, ако имаш ти недостаток на луѓе, а дополнително од другата страна која можеби ти треба за бедентер тројца пратеници, кои доаѓаат од една политичка партија која случајно добила толку пратеници, и после ти пример ќе ти бара 20-30 директорски места или функционери во државата и ќе се обидува да најде, односно да прибере буквално од улица и после да ги номинира. Значи, нашиот систем не е добар. Јас, согласно уставот, знаете, од 120 до 140 пратеници е број нашиот законодавен дом, односно 120 пратеници. Секогаш со исклучок кога имаме 123, кога диаспората во минатото гласеше. Според мене, ние треба да ги намалиме бројот на пратениците, максимално 100, бидејќи толку народ сме во нашата, толку па излегуваат и да гласат, така што мислам дека тогаш ќе падне и начинот на оценување помеѓу политичките партии. Односно со помали. Добра е ситуацијата што во оваа влада немаме такви ценкање, бидејќи речиси владата има 2/3 од мнозинство. Но проблематично е особено мали политички партии кои се дел од такви коалиции, кои немат кадар, па кубуруваат со кадар. И сега се обидуваат дека некакво чаре за ово што го спомена Илиевска, тој партиско-политички пазар
да кажеме, како евентуално би се спречил дали За тоа до крај мислата. Пример во Грција е друг начин на изборниот модел, каде што победникот му дават плюс 10 пратеници, плюс не знам сега системот колку точно му дава, мислам дека 2, не знам колку пратеници. Така што и во нашиот систем е тако, пример победничката политичка партија, пример ако има и да се 120 карикирам, ако таа политичка партија која добива мнозинство, да му се даде пример 50% од резервираните места во собранието и таков начин ние да избегаваме начинот на оценување. Но вториот проблем е кај нас тоа што е бадентерот и сега тука сме врзани, можеби не за се. Тоа не значи дека по дефолт ти треба да земеш политичка партија која е од другите помали националности кои живеат во нашата држава, бидејќи кога ќе зборувам вака јавно, они мислат дека само за албанците тука, значи според бадентерот се знае што е мнозинство на сите заедно. Пример, ако се 10 од кои од малцинствата 5, тоа значи дека треба да 6 албанец, 5 плюс ром, србин и бошњак, кои може да направат, значи 50 плюс. Така што тоа ти треба кога ќе треба да гласаш некој закон што е поврзано, односно треба да имаш мнозинство од страна на помалите заедници кои живеат во нашата држава. И тука малце е покомплициран нашиот систем, но има модалитети. Кога има волја, има модалитети и често се отвора прашање дали треба да има отворени листи. Да, тоа е вечна тема. Една изборна единица, отворени листи, постојано се зборува, но јас не верувам дека сите политички партии ќе одат да направат толку крупни реформи во изборниот закон одеднаш. Јас мислам дека политичките партии ќе се договорат можеби за една изборна единица. Сега па понатаму. Значи што е проблемот? Во проблемот на дигитализацијата сега па е проблематично. Бидејќи може да бидеме за отворени листи, но сега знаете што инфлуенцери, луѓе кои може се познати во шоу-бизот, може пример 5-6 мина да излегуваат да нивните поддржувачи, односно што ги следат во социјалните мрежи да идат да ги гласат и утре дента но колку е квалитетно па после тоа. Ама мислам дека од ова сега што ни се случува се ќе биде поквалитетно. Колку може да се отвориме, може да биде и поголем ризик. Јас мислам дека чекорите треба да ги направиме полека и политички, особено тоа важи од повеќе, односно волјата на поголеми политички партии. Ако ги гледат, ние ги гледаме па и во национално ниво. Гледате пример владата се на ВМРО да помине, значи за сите опции за една изборна единица. Гледате дека албанските политички партии помали сакат по 8. Знаете зошто? Пошто ти за една изборна единица, но во пракса јас подолги години следам во собрание, постојано кога ќе се стави на барање на помалите партии, дали парламентарни, дали вон парламентарни, таа тема постојано се наоѓа некој од поголемите партии што ја блокира на некаков начин. Јас сум за системот една изборна единица, да има праг, да се знае кој конкурира, да нема тезгаджи, односно да има помалце тезгаджи, бидејќи тезгаджи секогаш си има во нашата политичка сцена, но да има помалце кои ќе утре дета може да го оценуват и системот може да е на резервирани места и плюс да му се додаде на поголемата политичка партија, за да не може да ги оценат другите политички партии. Тука не зборувам за етничка националност, туку јас сум да има две табори, поголеми табори, кои од една страна ќе бидат македонските политички партии, албанските политички партии во една коалиција, и од другата страна исто, и една за секој да размислуваме за иднината на држава, не за лично интереси. Да, и етнонационалистички. И да се криеме под национализмот и фолклоризмот кој веќе е познат кај нас, кој има задена цел да ја освоиш власта и да ги ставиш под контрола институциите, односно буџетот на државата да ти биде слуга на семејството. Повелете, имате ли надеж дека можеби ќе тргнат на подобро работите со новиот изборен законник? Споменавте не бевте вклучени. Дали можеби ќе биде тоа некоја подобра почетна позиција за сите останати, да кажеме, што не се големи? Не, јас немам апсолутно никакви позитивни очекувања, бидејќи тврдам дека политичките партии, поголеми и помали било какви, не сакаат никој да влезе во тој нивни круг на одлучување, во тој нивни круг пред се на финансирање. Мислам дека финансирањето е најголемиот проблем, бидејќи од 2017 наваму почнуваат да се јавуваат независните. Ние прв пат излеговме 2017 година. Замислете, вие како независен излегувате и немате правен субјект, значи станувате советник. Вашиот правен субјект
веднаш после завршувањето на изборите, после 30 дена, вие треба да го затворите тој правен субјект. И вие немате правен субјект. Ако сакате да најдете некакви финанси за вашето делување да продолжи, за вашата организација, вашата иницијатива да функционира, вие немате жиросметка. Значи, да сака некој да ви помогне, еве да не се државни пари, вие немате сопствен правен субјект, каде што дали биле некои организации дополнителни, дали вие самите сакате да внесувате средства на таа сметка за организацијата, дали некој друг сака да ви помогне, вие не можете да функционирате. И замислете, 3 изборни циклуси, ние формираме правен субјект кој што го згаснуваме по 30 дена. Политичките партии 35 години живеат. Од нашите пари ги финансираме ние, и на крајот тие водат кампањи против нас. Мислам дека далеко е тоа нормално. Дали ќе се реши? Мислам дека не. Се додека во парламентот имаме само партизираност, апсолутно не очекувам дека некој ќе направи некаков подобар изборен законник. Добро, да, останува да видиме што ќе сработи и работната група околу ова прашање. Инаку само да се надоврзам, мислам дека најмал проблем е собирањето на потписи. Ако нема, јас се сложувам дека можеби треба да биде покачен, меѓутоа пошто одиме кон дигитализација како што рековте вие, мислам дека крајно време е да можат граѓаните значи електронски да го даваат својот потпис, бидејќи се уште живееме во едно време каде што вие ако излезете од дома со личната карта за да се потпишете за јас да се кандидирам, може да бидете жртва на притисок од партиите да ви се јавуваат, да ве сликаат, посебно ако работите во државна институција, да ве уценуваат и на тој начин граѓаните се плашат, па нема превоз, па не можете да му обезбедите превоз. Меѓутоа, доколку се воведи такво електронско да може да се потпишат, мислам дека и тоа е една од опциите. Инаку да, се сложувам дека треба да има некаков прак. Да, некој разумен прак. Во време на дигитализацијата многу е полесно, односно во тоа да смисла политичките партии да се контролираат. Бидејќи еден човек во исто време може да даде потпис буквално кај за сите кандидати кои ќе му се јава да дојде. Или ќе знаете ниво минатот. Јас лично сум работел во избирачки списоци многу оддавна, пред 20 години, пред 15 години, 5 години во избирачки списоци во Министерството за правда и знам точно како одредени граѓански опции или помали политички партии ги собираат потписи, односно кога ќе идеше време за да се пререгистрираат нели во тој период, односно да се кандидираат за локалните или парламентарните избори или за во градот Скопје. И точно знам како ги носат луѓето кои буквално не знаат кај да се потпишат, буквално му имат кажано комшијата или другар му се јави на телефон и не знаеше буквално кај треба да бидејќи во тој период немаше мобилни телефони па за да сликат, односно да знаат точно и да му пишат порака, требаше да оди дома па да се јава па да дојде уште еднаш и два пати или па да го пречекат човекот и тука, односно или имаше моменти кои не сакаше да се потпише во тој период, во момент кога ќе разбереше реално за кого треба да се потпише. Јас сум бил во тој период, многу млад можда, но сум ги видел тие проблеми кои се соочувале самите, односно да бидат манипулирани граѓаните за да дадат еден потпис, а тој може да се кандидира по утре ден да може да остане буквално тезгаджија. Така што јас сум против овие. Мислам дека граѓаните се жедни да видат реални политики, за да се знае поголемите политички партии и средните политички партии, но јас мислам дека тие политички партии со една-двајца пратеници што ги имат печатите од джеп, јас сум сосема против, бидејќи тие може да му дават само да му донесат зло нивните политики. Да, меѓутоа и тие што немаат воопшто пратеници земат с финанси од државата. Да, се согласувам, знам целта кај вие дека и затоа младите политички партии кога ќе ставиме ние дигитален потпис, односно кога ќе имаме на дигитално да ги гледаме кој буквално има стајано потпис, бидејќи ти како граѓанин можеш да идеш кај еден нотар, па да даш, па да идеш кај вториот, па кај третиот да даваш потпис и немаш контрола. Вака ќе ги однесеш во ДИК и ДИК ќе ги регистрира буквално сите, или да биде автоматски дополнително, односно даваш потпис. Јас не знам зашто па е во нотар, кога ќе би имал дигитален
програма во ДИК директно таму да се регистрираат, јас мислам дека тогаш За пари? ќе нема. Па да, тоа не е законско решение од сега, тоа оддавна законско решение, но сепак јас мислам дека поголемите политички партии треба да бидат, ајде да кажем, условно позлобни кон помалите политички партии и една за да донесат пресек, особено на нив во поголем интерес, односно јас не сум против демократијата, но да се знае кој треба да се кандидира во нашата држава. Значи не треба да бидат големите партии позлобни. Треба да сватат дека граѓаните се злоупотребени. Не, граѓаните се злоупотребени. Нивните пари се трошат за сите, па и за големите партии не треба да се трошат. Нека си најдат извор на финансирање. Значи тие имаат по, не знам, по 30, по 40 пратеници. Нека си најдат извор на финансирање. Значи тук ние треба сите да бидеме злобни кон сите политички партии, не само кон големите, кон малите, кон сите. Зошто да им даваш непотребно пари на помали политички партии кои ќе ти пресметуваат дека плаќаат кири и други трошкови, треба да се најде модел да никој да не е злобен кон граѓаните да не се злобни. Добро, сакам да продискутираме за една тема која што де факто е рак рана во нашето општество. Ова е добра прилика да го слушнеме и вашето мислење, Илиевска. Вие често во вашите јавни настапи говорите за урбана мафија, за тоа споменавте како се трошат јавните пари на граѓаните. Дали вие гледате некакво раздвижување на ова поле, апропо борбата со корупцијата, значи генерално, или останува предизвикот за отварање на тие високопрофилни случаи кои што јавноста ги очекува, ако што треба да се разрешат? Да, јас гледам големо придвижување, но кон полош. Бидејќи јас во овој момент не гледам дека некој сака да се справи со корупцијата и не гледам дека некој сака да ја реши корупцијата, бидејќи ние сме сведоци, посебно во последниот период. Еве се сеќавате, ние се стремиме да одиме во Европска унија, сакаме да ги исполниме оние домашни задачи кои што ги имаме, меѓутоа пред само неколку денови или една недела, не се сеќавам, ние бевме сведоци на таков настан во Министерство за земјоделие. И мислам дека е втор пат од почетокот на оваа година, каде се врши... Власта каже, но еве апси има и наши функционери. Да, знаете како, ние сме за жал сите жртви на лошиот пиар на секоја влада која што дошла, значи не зборувам само на ова, зборувам и за претходната, бидејќи многу е лесно да кажете дека значи на секое излегување се кажува тие пред нас беа полоши. Ние сега ги апсиме нашите функционери. Меѓутоа, ние треба да знаеме дека треба да имаме превенција да не стигнеме да апсиме некого. Ние треба да поставуваме луѓе кои што се стручни и кои што се докажале во таа област и кои што ќе си ги извршуваат обврските онака како што треба. Ние се соочуваме со една политика на неказнивост во нашата држава и јас кажав пред некое време исто на слична емисија дека во нашата држава таа неказнивост многу скапо не кошта. Значи, јас не само што мислам дека не се бориме против корупција, туку ние се повеќе и повеќе гледаме еден пиар кој што само на хартија ни кажува како ние имаме некаква огромна борба, како ние сакаме се да биде перфектно, а ние сме сведоци во секојдневниот живот дека за да влезете на работа, за да се вработите, се уште мора да имате од партијата поддршка. Ние сме се уште сведоци дека дури и за детето да го запишите во градинка, ви треба пријател или ургенција од партијата. Вие за да дојдете на некаква, било каква функција во државата, вие мора да имате компромис со власта. За мене тоа не е борба против корупција, за мене е ранење на корупцијата. Бидејќи во овој момент ние имаме огромни проблеми како држава со тоа што имаме нефункционални институции. На почетокот го кажав, ќе го повторам пак. Заради тие меѓусебни договори по 4 очи помеѓу политички лидери, функционери и така натаму, во институциите се поставуваат лица кои што не се професионалци, туку се поставени, како што кажавте и вие, за лични интереси, за вработување. Тоа е начинот на кој што се продолжува да се функционира како што се функционирало во изминатите 20 и кусур 30 години. Јас не памтам некој да објавил јавен конкурс
за избор на директор. Еве, јас ќе ги земам пример јавните предпријатија во Битола. Во моментот сите се во катастрофална состојба со милионски суми долгови. Не само што тие директори се поставувани само веде по 6 месеци, туку истите 4 години се директори и сега уште продолжуваат да бидат директори. Значи, зборуваме за милион евра долг. Зборуваме за скандали кои што ги тресат секојдневно. Јас не можам да верувам дека ние се бориме против корупција или пак против насилство. Морам да кажам дека за мене корупцијата и насилството е исто, кога осудени лица за насилство ги гледаме во прв ред сликани со градоначалници, во прв ред сликани со советници, во прв ред сликани со пратеници. Тоа не е добра порака кон народот. Тоа не е добра порака на владата кон никој. Така да мислам дека не само што има придвижување, туку има придвижување кон катастрофа. Што треба според вас да се направи за да се подобрат состојбите? Мислам дека владата и власта, која и да е, мора да почне да има интеракција со граѓаните. Ние на последните избори, еве беа локални последните избори, се соочивме со една класична апатија на граѓаните. Граѓаните веќе не веруваат во институциите, не веруваат во политичките партии, не излегоја на гласање. Ние се соочивме со избирање на функционери со третина од гласовите на граѓаните. Тоа е навистина трагично. Вие имате градоначалници со третина од населението изгласани кои што треба да ја водат таа општина или советници. Значи, добивме избрани лица со минимален, никогаш не бил толку мал бројот на гласачи. Тоа ни е доказ дека граѓаните не сакаат да излезат да гласаат. Да, очигледно е разочарувањето. И мислам дека токму заради тоа политичките партии мора да почнат да работат самите на себе, да почнат со преструктурирање внатре и со избирање на друг курс за да делуваат. Инаку исти се. Фаризи? Само да се надоврзам со ова последното, значи во смисла на тоа дека како излегуваат гласачите да гласат. Значи јас ги следам од циклус на избори. Пример на парламентарни избори имаш поголем излез на граѓаните, а на локалното ниво имавме помал излезненост и сега. Наместо ние за локални проблеми треба да има, па обратно треба да биде, тоа ти кажува дека кај нас има интересжи, буквално, и луѓе клиентелисти кои си гледаат дека ако он по секоја цена или сака нешто да земе од колачот во владата, личен интерес, ако може некој бизнис да направи мал, или ако може некој 90% за вработување во јавниот сектор, тие не сите, но тие што традиционално работат во државниот сектор, почнувајќи од прадедото до правнукот. Сега, така што тоа е разликата помеѓу парламентарните и локалните избори, но дока луѓето не излегуваат, да, ќе видите во следните парламентарни избори, речиси ќе биде сите политички партии максимално ќе се обидуваат да извадат луѓе на избори за да добијат повеќе пратеници. А во врска со криминалот и корупцијата, јас мислам дека... Да, гледате ли некакво придвижување, она што ни е секако домашна задача, е и важно и за нас самите. Еве добивме и нов јавен обвинител. Веднаш имаше доста реакции во јавност зашто политичарите во јавни настапи му порачуваат со кои предмети треба прво да се зафати. Дали и во тој аспект треба да се има малку повеќе осет ако сакаме независна судска па и обвинителска власт?